Соидржувач на овој подкаст е салонот за мебел Форма Нова. Локацијата прочитајте ја во описот на ова видео. Во средината на епизодата ќе ви ја представиме нашата омилена трпезариска маса од нивната понуда. Уска Home е бренд за рачно изработен уникатен мебел за домот од природни материјали. Во својата понуда има маси, подвижни полици, подвижни паравани и многу друго. Ја започнуваме втората епизода на подкастот за град, архитектура и дизајн. Како што веќе кажавме и видовте во претходната епизода, ќе се отвараат секакви теми кои што не засегаат пред се нас како архитекти, меѓутоа сметаме дека ги засегаат и сите граѓани на градот Скопје пред се и другите градови на државата, заради тоа што тие се главните корисници на просторот кој што архитектите го проектираат и заради тоа овие епизоди се наменети за нив, за сите граѓани како главни гледачи и спектатори на овој подкаст. Оваа епизода гостини се архитектот Никола Конгуловски, основач на студиото Прокси, и архитектката Елена Пазарџиевска-Ристовска, основач на студиото Биро 60Б. Добре дојдовте во нашиот подкаст. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Би сакала за почеток на кратко, не знам, да почнеме со Никола, да ни кажеш за почетоците за основањето на твоето студио и кој беше процесот и со каква идеја започна. Мислам да го разгледаме тоа малку и од бизнис аспект, затоа што нас не следат и многу студенти по архитектура и млади архитекти кои што еден ден сакаат да основаат свој студија. Па чисто да ни објасниш кои беа твоите идеи кога го основаше, во кој правец ќе се движи и како изгледа тоа денес, не знам колку години се поминати, откако си го основал. Па, иницијално мене никогаш не ми беше планот дека ќе се вратам у Скопје. А каде беше? Идејата ми беше, од секогаш имав аспирација за настрана да бидам. После средно тука у Скопје студирав во Софија на државниот на архитектура и цело време си ја замислував во Европа дека ќе продолжам да живеам и да работам и после факултет бев на пракса на кратко во Италија, после тоа во Холандија, во Ротердам работев во едно проектантско биро. Работевме само општествени згради и после Ротердам, не знам, една година бев таму, сакав, веќе ми досади да речам Европа, на некој начин многу сакав да отидам на страна, скроз Азија ми беше. Колку години имаш овој период за кој што зборувам? Ова е 2012-та, мислам дека 2010-та, 2012-та не сум сигурен баш. 10. 2000, да, повише. 12. Да, пред 14 години. И имав аплицирано, тогаш бев многу into parametric architecture и имав аплицирано во неколку студија и ме има примено во Med Architects во Пекинг. И рокот, не знам, беше нешто април, работата почнуваше од септември, јас тогаш во тој период сакав малце да одморам од работа, се вратив во Скопје и додека го чекам, тука беше преокрет, се вратив во Скопје и не знам, еден месец не правев ништо, после еден месец Бесјан ме исконтактира, јас не го знаев Бесјан, само што почнуваше, он мислам дека 1 или 2 години му беше студиото, само Стефан беше со него. И многу супер портфолио имаш, дали сакаш да работиме заедно, и јас бев као, зашто да не, доека сум тука, зашто да не почнеме да си го искористам времето и почнавме со Бесјан да работиме. Доека стигне септември, прв пат мислам дека тој период почна да се појавуваат конкурсите во Скопје, според мене нешто така, да, неколку конкурси почна да. Како на пример кој? Па прват беше Киро Глигоров, школото Киро Глигоров. Имаше, мислам, и градинка предходно, ама некако така не се тивко се. Да, беа Киро Глигоров, универзална, парк Езерце и на сите. Да, и јас сум си од тогаш и тоа имам и магистрирано иначе. А какви општествени згради работеше во Ротердам? Ротердам имавме
Многу проекти во Италија што беа. Не го заборавам градот како се викаше, но во едно малечко градче ги работевме сите административни згради, да речам општината. Во Амстердам работевме на музеот на Спиноза. Го имаме работено. После други, мислам, исто не беа само општествени, работевме многу на Lidl, работевме на Decathlon тој период. Имаше музеј еден друг во Италија за Modern Arts, така да тоа горе-доле. Ама се уште бев почетник тогаш. И муаветот ми беше за овдека, почнавме да работиме конкурси, еден од првите конкурси беше Киро Глигоров. И Киро Глигоров еден од првите конкурси, ние тогаш тројца, четворица бевме, што работевме и го добивме. Прво место еве Киро Глигоров, изградена, награди доби сето тоа и ми стана некако интересно дека знаеш не се туку така. Со време имавме сите и се уште имаме впечаток дека нели се е наместено, у принцип се туркаат работи, не се гледа квалитет и еве наеднаш ние теневме задоволни со проектот и победи. И после да, второ, да. И не знам, дојде септември, и јас више тоа се збогувам, јас одам нели за Кина и искочија компликации со визата, of course, да секогаш истата приказна тука што не гони сите. Излегува некои компликации, но 1-2 месеци пробувавме да ги решиме, не можев да добијам, не ми издава работна виза, ми дава како за краток престој за 1 месец, па треба цело време да патуваш од Пекинг во Хонг Конг да обновуваш визата и не ми одговараше тоа. И после 2 месеци они рекоа, човече, ние сме интернационално студио, 300 вработени се, сите се странци, не може само ти истите документи ги бараме. И тука не ми ги издаваат тие документи, тоест еден документ не ми издава и од друга страна се дешава со конкурсите, интересно ми е полека правиме разлика во нашиот град, правиме работи што ние ги ствараме, знаеш, на страна, знам и до ден денес имам другари што се и попознати студии секаде, многу е тешко да стигнеш сам да проектираш објект на страна, мора да имаш некој локален да те представува, мораш пак нели моментот да имаш луѓе, секаде важи тоа, не е само кај нас. Така да се откажав на некој начин од идејата на страна, со тоа што ми се виде ова доста интересно, дека полека напредуваме кај нас и може да направиме разлика. 1 година и пол, 2 години некаде работев кај Бесијан, а идејата за Прокси ми уште од факултетски денови да ја направам и Баш името Прокси или? Баш името Прокси, да. Значи тој е entrepreneur, предприемачот. Па името Прокси е скроз не знам се, луѓето што имаат работено 3D Max, ние уште од студентски денови, уште и од средно сме работеле 3D Max. Прокси е алатка која ти олеснува работата, ти го штити рамот, да речам. Ако немаш доволно рам, која ќе направиш елементи во Прокси, ти го леснува работењето и кога го откривме, ние втора факултет бевме, откривме алатката Прокси и со мој најдобар другар од Софија, со време бевме, све ни беше Прокси, леле, ова е Прокси. Вчера, као си поминавме Прокси, све беше Прокси, да. И од тоаш беше за фреканција, кога ќе правиме некојаш фирма, ќе се вика Прокси. И остана тоа. Поминаа тие 2 години кај Бесијан и ја бев као не можам да мислам ми тлееше таа идеја дека сакам да си го направам студиото Прокси, така бидно Прокси. И на почеток полека, не знам, со мали проекти, интериери, нешто, куќи некои помалецки работевме. И еве веќе сме пред 8 години, мислам дека грубо формирано Прокси. Сега сме 10 луѓе работат во Прокси, тераме супер. Супер. Твојата приказна?
Мојата исто некако така цело време беше ќе одам, не одам. Каде? Одев на пракси јас додека Во странство. студирав. Да, тука студирав на архитектонски. Ама бев зачлената во ИАЕС-та, тоа нели организација на студенти инженери и одев еднаш бев во Валенсија една година бев во Штутгарт во многу интересна фирма што работеше во универзитетскиот кампус, работеше баш за универзитетите и за нивните згради. И така тоа нели се супер изгледаше кога се вратиш тука различно, ама добра си уште бев студент. И на крај на студии бев во ПНЗ Чурогина во Загреб. Исто некако сама тоа си го најдов па со ИАЕС-та, сам не е важно, меѓутоа да речам некако така стварно ми се допаѓаше, дури имав и понуда да се вратам пошто требаше уште да дипломирам, уште 2-3 испита и као ајде да се вратам, да завршам и некако така, па бев малце на факултет демонстратор на архитектонски додека да дипломирам. Па после дипломирав, па почнав на Америка, и така тоа нели идејата дека ќе одиш уш ова и нели после почнавме исто конкурси, сега да ги зипувам 15 години или не знам колку се. И така, ај уште ова, ај уште она, па магистарски запишав тука на филозофски факултет на урбана социологија. За тема? Кај Илијацевски. Па темата ми беше промените во постсоцијалистичкиот град со нели акцент на трговските центри. И како кейс стади ги земав ГТЦ, Рамстор тогаш беше актуелен, нели како прв мол, и тогаш се отвараше 2013 се отвори Сити Мол. Меѓутоа јас некако Сити Мол го одбегнав, пошто го имав Рамстор центар, се движев на центарските, па земав чаршијата за споредба. Таа беше да речам главната нели улогата на трговскиот центар во однос на јавниот простор, нели во однос на трговија, движење, град, нели од чаршија како нели првиот трговски центар што го имал нели средновековен град и после ГТЦ како модерен град, нели Скопје модерен град после земјотресот, па се до нели Рамстор како мол, нели што исто некаков тренд западен глобализацијски што ни дојде. И са нели еве моловиве продолжуваат, кај нас е се уште интересно да одиш во мол, да прошаташ и да не купуваш. Да. Па добро, да. На некој начин. И сега да речам тоа нели студиите во светот каде што моловите постојат од пред многу години, се дека тие веќе се затвараат, дека повторно луѓето се враќаат во градот. На улицата. Да, тоа беше темата. Тогаш не имаше постдипломски на архитектонски, ова беше единствениот, да речам, начин тука да се добие некаква магистарска титула, да не се оди во странство. Јас бев на American College, бев хонорарно вработена како нели демонстратор асистент и нели се надевав дека ќе останам и понатаму да работам сам тогаш, тоа ми беше желбата. Меѓутоа паралелно еве како што раскажа Никола се случуваа нели конкурси, ние добивме второ место за школото, тие прво после Езерце беше добивме трето место, некако така со некој тим колеги од факултет, меѓу кои Марија нели претходно. И беше интересно, така работевме на факултет, работевме плюс по некои такви мали ситни проектчиња, нели без фирма, без ништо, него така здружени, работевме конкурс за Варна. Заедно имаме со Марија, ние тројца работеме конкурс. Така за Варна, за библиотеката, да. И така некако така беше да речам интересно, имавме надеж, имавме елан, пошто нели помлади са пак неискусни можеби, ама неизгорени. Да. И така така нели да речам остана тоа, имавме една многу убава изложба, не знам дали се сеќаваш. Ја спомна Марија, да. Да, таа бесконачна соба што пошто работевме во да речам во бюрото кај што јас работев во фирмата од Тим инженеринг, што е да речам наша фамилиарна фирма. Имавме на поткреве и во поткревето едно стопче кај што се пикавме и цртавме конкурси. Да го знае Никола, што сме работеле. И адресата таму е нели 60Б улицата Ивола Рибар и некако така од тоа сопче, па после излезе изложба од сопче. Чепол работа. Да, па добро, не сме до Apple дојдени. Да, не бевме во гаража, поткрага бевме, ма немаше прозори, така се. И така, таму си цртавме, многу не беше убаво. Среќни бевме и
Така, добро, изложбата беше фина. Јас стварно Супер вака беше, имам да. убаво сеќавање за изложбата. Така, имавме та ентузијазам изложби да правиме, нели, собиравме пари, спонзори. И така, од тој цел некако фелан, да речам, после ние секој после сам си продолжи на некој начин. Меѓутоа, еве, уште се гледаме, се дружиме, така, бараме шанси да работиме. Да, спомна Никола дека првите проекти биле интериери. Не знам, твоите први проекти какви биле? Па, што знам, интериери работиме ние цело време, тоа е, да речем, можеби повеќе сме работеле конкурси и некои... Да, многу интересно, баш сум обсервирала дека, мислам, не дека тоа јас сама сум го приметила, него дека сите кога почнуваат на почеток први работат интериери, како да е тоа прв, а ништо од тоа не се учи на факултет, мислам, интериери. Полесно е, повеќе интериери се работат генерално, јас мислам, затоа и е полесно да дојдеш до проект интериер, затоа што не знам, таков е мојот впечаток, дека полесно е, другиве проекти се обично врзани со градежни дозволи, со општини, што бара познавање од закони, Да. од правилници, нели, а кога си млад, некако интериерот е подостапен, можеби мислиш дека повеќе го знаеш, мислам дека не го знаеме, ама... И буџетот е помал, некој ако Да, ти се доверува, ти да, се доверува да. со помал буџет. Да. Ако забркнеш работа, нема многу штета. Баш разговаравме во претходната епизода, дали луѓето пред да купат стан треба да се консултираат со архитект, затоа што моментално праксата е купуваат стан, па наоѓаат архитект да им го уреди и као да го извади максимумот од тоа што ќе го најде, а некогаш и во интериерот и самиот простор, организацијата на самиот простор, не е, нели... Не е зидот полево подесно. Да, или, мислам, какви работи лепат на зид, мислам, секакви апликации. Какво е вашето искуство со вашите клиенти? Дали би се случило некогаш некој да уште од купувањето на станот да ве консултира па да влезете целосно во процесот, или најчесто е справување со проблемите од... Па на почетокот можеби, дека спомна, на почетокот можеби се тоа што ќе го добиевме како простор, пробувавме да се адаптираме, но веќе сега у принцип сите клиенти ни се наши клиенти што доаѓаат, ако работиме интериер, доаѓаат од старт и работиме from scratch, значи без да има прегради, без да има ништо. Го гледаме као празен канвас целиот простор и ние уште од почеток гледаме функционално да го решиме. Затоа што генерално, функционално не се баш најдобри решени становите кај нас, а тоа е првичната и најбитната работа. Мислам, сето тоа понатаму е исто битно, но не колку што е и самата функционалност на целиот простор. Така да, не знам, скоро сите проекти што ги работиме во моментов што се интериери, ги работиме целосно, да речам целосно нов леаут, или ако е нова градба, ние ја го проектираме внатрешно. Влегувате уште кога е во со столбови, пример? Да, во карабина влегуваме, нормално пазиме, нели има вертикални, има вертикали, каде се тие зони што не може да се променуваат. Сега со искуство веќе знаеш што може, што не може да се промени. Многу често нешто за инвеститорите што гледаат дека не може да се промени, може уствари да се промени, ама тоа си доаѓа со искуство и сега, да, у принцип некогаш и мокрите чворови сме ги поместувале целосно за да се добие подобар простор, без да прави никаква обструкција на целиот објект, знаеш, да не биде само заради еден стан да пати цела зграда, така да генерално целосно ги решаваме. Супер. Зависи, нели, кој какво искуство има, некој што прв пат купува стан, мислам дека не е толку внимава. Значи идеме на второто купување. Па не е добро, ама некој што има искуство уопште со уредување, со градење, тој однапред знае и имам случаи кога јас другарка од основно неколку пати ми праќаше основи, сакам да купам стан и ми праќа и се ми кажува мислење или одлуката е на нели индивидуална, кој ќе купи со што ќе купи, ама нели јас затоа викам од проект, прати ми го проектот, па ќе ти кажам што мислам, нели од аспект на пред се дали да го купиш, нели што ќе добиеш ако го купиш и што може да се смени и дали може да се смени, нели. Да.
Сега, ние го прават тоа сите, меѓутоа зошто да не знам. Јас вака сите што ќе ми кажат дека бараат стан другарски, мислам. Не можеш Што тоа на да го најдобрата другарка наплатиш. ќе советуваш како архитект да Па нели она што треба да го гледа во еден стан, нели осветленост, ориентација, простор, нели не е само после материјалите какви ќе се употребуваат, локацијата, паркинг, нели, има многу работи на што се листата е внимава. огромна. Па да, мислам, така некако тоа Баш просто звучи, ама мислам дека така поготово сега нели станата сериозна инвестиција. Зошто да ја промашиш или не знам, нешто некогаш некој работи, не можеш да ги од лош простор така зидот како поместиш, ништо не се направил, нели. Така да не знам, совет, мислам дека луѓето секој треба да праша некого барем, нели, пред на лекар кога одиш прашаш што да пијам, нели, ти ги слушаш. Архитектите не ги слушаш баш. За сите другари сме главни консултанти сега за се Да, каква да. и да е идеја или замисла или дали инвестиција или во Па, стан, добро, ама јас обавезно се консултираме цело време, мислам цело време се Мислам дека тоа е окей да преде како навика, нели сега да не те Да, да не те дефинитивно. истошти тоа или да не преде у проект кој што нели не нормално, можеш да го да. наплатиш, меѓутоа така зошто да не, тоа е некаква исто култура што некој учел за тоа. да, Како затоа што да тоа консултираш искуство во еден доктор, момент, стоматолог, да. така зошто да не, нели. Не. Ние тоа Не е размислувавме нормално. како Мишелин Стар на пример што има нели добри ресторани. Зашто јас ова сум го гледала во Љубљана дека го има, пример архитекти прават ревју на станови, затоа што генерално кај нас цената на стан зависи од колку метри, каде се наоѓа Локација, да, пред се. и друго. Па да, добро. Да, генерално, за жал, да. Ова ти што Не спомна, се, ориентација, да, осветлување, паркинг дали имаш, дали немаш, дали гледаш во друга зграда, каков е просторот внатре. Што се премногу параметри што реално ако се направи врз база на тоа некаква класификација на становите, можеби станот во Ѓорча ќе биде многу поквалитетен него некој стан во Девармало. Добро, нема да биде зашто во Ѓорче, ама да. Ама може да добие на поени, на цена ако е Пополека, Да. мислам, позитивното во сето тоа, пополека е дека се појавуваат инвеститори кои ја разбираат разликата што е меѓу обичен стан и стан што ги има сите овие позитивни карактеристики. И затоа до некаде, мислам, затоа до некаде ние имаме работа, затоа што верувам дека сме направиле добар проект и веќе тоа се отсликува не само на проектот, туку нели се отсликува и на заработката на самиот инвеститор и во квалитетот на живот на луѓето што ќе го купат станот. Така да пополека се појавуваат инвеститори кои што гледаат што значи добра архитектура, не само нели визуелно, сакаат туку испечатливи објекти да прават. и веќе Да. пополека се појавува, не на тоа ниво на кое што треба да бидеме, но пополека се појавуваат инвеститори кои што навистина веќе се гледа разликата и мислам и они ја осеќаат. Нив им е битно да, мислам на крајот на денот секогаш нели е финансискиот дел да го оствариш, но од друга страна и со овие дополнителни квалитети што верувам ние ги даваме како архитекти, они го исполнуваат тоа, добиваат повеќена цена. И ние зашто мене у принцип цело време ми се јавуваат луѓе као колку се продава ова, кај што ќе проектирате следно, сакам да го купам и баш дека спомна Ѓорче. Ѓорче сега работевме пред некое време објект, држи цена и има цена, мислам и вреди за таа цена, како што е, не знам сега, можеби не центар, но крајниот дел на аеродром, пак околу 1500 евра поминува како цена. Со тоа со самото тоа што е навистина квалитетна зграда. Не, види Ѓорче има одличен дел, а тој до реката кај што се тука, кај што има ни плантажи, не знам сега како да го објаснам тој дел. Има многу квалитети за некој кој што веќе сваќа дека кој е квалитетот да живееш во Девармало. Ја не го гледам. Мислам, освен што ти е се тука блиску. Па добро, зависи у кој период од животот си, што бараш, Да, многу фактори гледаш. Профилот на човек секогаш зависи, да. Баш и тоа сакав да кажам, многу, да речам, топ локација е кога сме кај другари,
за едни мои другари топ локација е Црниче. Не е Девар мало, затоа што Црниче е повисоко, чисто е, да речем, изолирано е, тивко е. Индивидуално е тоа гледање, но пак нели локацијата може ли да биде субјективна, но пак квалитетот на објектот го гледаш квалитетот на изградбата. Ја мислам дека секој град е добро од стручно дека нели го спомнавме магистерската. Скопје е типичен постсоцијалистички град како и сите други, со тоа што нели имавме, ние не бевме во војна, среќни сме дека избегнавме војна, ама имавме мал милион други политички проблеми, значи сите градови што излегоа од социјализмот не беше центарот густо населен, беше напуштен, нели? Акцентот беше ставен на новите населби, типот на Карпош, нели, на работничката класа. И сега, пошто центарот беше празен и беше нели ново поле за градење, нели сите градови го имаат тоа искусено, еве, размислете за Белград, за Загреб, за тоа. И центарот сега беше акцент, уште е до некаде и сега ќе се запне. И нели тој процес и пошто така после ќе нема каде, веќе е у центар, нема веќе градби. Мислам се во моментов се градат може 20 згради у центар, пошто имаше мораториум и сега кога ќе се изградат тие, стварно нема ни локации, нема ни каде. И луѓето веќе се заситени реално од центарот, затоа што нема паркинг, загадено е, нема детски игралишта доволно, нели тие што не живеат блиску до парк, стварно имаат проблем каде да ги прошетаат децата, нема тротоари, мислам. Така да тоа е процес кој што Скопје веројатно му треба уште малце за да го достигне нели оној пикот, па после луѓето ќе сватат дека Дали мислиш дека сме блиску до пикот? Па мислам да, нема повеќе центар што да се прави во Скопје. Само во центар или општо? Па добро, ова се однесува конкретно на центар. Затоа што после луѓето ќе почнат, нели, ќе биде оној процес кога ќе се оцелуваат. И тоа мислам дека кај нас почна од короната наваму кога нели бевме затворени дома, па после сите што имаат дворови уживаат, тие што беа станови беа нели проблем беше, па почна масовно да се купуваат плацеви околу Скопје, са плац да побарате околу Скопје нема. Или тоа што ќе го најдете со некоја не сам цена што стварно нема резон. Кучково, не знам, не ги знам сите села, Ракотинци, Соње, Добри дол, да. Така да голема количина на луѓе, особено, не знам, еве наши генерации што се со мали деца, затоа што реално си затворен со дете у стан, у центар, кога е загаден воздухот, а смее, така не сакаш да го изнесеш надвор, пошто е 200 загадено, немаш кај да го носиш. Многу ќе ти биде поубаво да си негде у Соње или негде кај што е почиство, за кога ќе опуштиш у двор ќе се истрча малце, ќе се умори. Така да еве мислам пошто познавам луѓе што активно со години бараат плацови, не може да најдат плацови или така е пробрано е. Така да процесот на децентрализација е почнат. Сега нели нема услови да се живее кај нас вон град. Тоа е проблемот. Да, недостасуваат училишта, маркети, школи, градинки, значи пак си врзан со градот, инаку да имаш ти добро школо некаде, не знам, кисела вода некаде на излез таму, можеби Соње, многу луѓе ќе живеат у Соње, у Сопиште, нели, можеби има во Сопиште школа, меѓутоа са нели. И останатите работи ги немаш за да бидеш надвор од градот, тоа е, за да бидеш целосно надвор од градот. Така да пак сме врзани. Таква е тенденцијата сега. Па тоа го почнато е. Ние сме и ти си од Ново Лисиче. Да. Од Ново Лисиче сме двајцата, така да речам во времето кога сме растеле и сега и од денешен аспект гледајќи ги, тие урбанистички аеродром Скопје, аеродром Ново Лисиче се најубавите населби урбанистички гледано и си се на некој начин сам град за себе. Ги имаш сите работи околу тебе, нели? Да, се е на пешачка дистанца. Премногу паркови во изобилие. Веќе тоа не се случува да се проектира урбанистички таков нов дел. Веќе само се гледа на микро локација, не се гледа целата слика на... Имаше шанси некои локации тука да Ломина, Треска се актуелни уште, да се случи, истото не може да се случи, пошто тие се во друго време градени, нели? Меѓутоа можеше да бидат поинакви. Да, можеше. За жал, нема да бидат. Раскажи ми го твојот процес на проектирање
дали интериер, дали архитектура. Затоа што сега например вака ве гледам и во глава скроз ви ги имам портфолијата, само и стилот, имате препознатлив различен стил двајцата, па чисто кој е начинот, кој е методот, што е signature твој? Методот, не знам, варира нели од клиент до клиент, меѓутоа во принцип почетокот е нели некаков вербален исказ кој што нели бара, нели тоа некогаш се сведува на проектна програма и добро е да се сведе на проектна програма, пошто инвеститорите често се предомислуваат. Меѓутоа гледаме што повеќе визуелно да се погодиме, да се најдеме, нели повеќе комуникацијата да биде со слики, за да не биде нели што јас замислив, што ти замисли, бојата каква е така натаму, така да гледам комуникацијата да биде до колку што може повеќе со слики, па кога веќе на сите ќе ни се јасни сликите, тогаш некако да биде тоа проект технички кој што нели Дали сликите помагаат или одмагаат? Во смисла зависи од клиентот, нели зависи од локациите, ама пред се од клиентот колку е визуелен, колку може да замисли, колку може да свати дека сликите не се секогаш нели да речам соодветни на она што тој го бара и го има, нели. Pinterest сите гледаме, помага помага, меѓутоа некогаш и одмага, нели, сакам ваква кујна, кујната е, не знам, во италијанска вила со плафон 5 метра, кујна, не знам, со 4 метри евра, има 4 за буџет. 50 квадрата и 2 метра, и се добро, супер. Така да, мислам, важен е односот, мене ми е најбитно да го воспоставам односот со клиентот до ниво да се разбереме и да си веруваме. И кога архитектот има кај клиентот доверба, мислам дека многу лесно оди. Затоа што има клиенти кои што има доверба, ама некогаш така, ајде јас да си проверам, па ова и се губи многу време, енергија, па на крај пак излегува дека архитектот имал право, ама не е важно, мислам, процес е и треба да се ужива у тоа обострано, да биде се, нели, има мачни делови во сето тоа, ама нели бар на крај да бидат сите задоволни, нели, пред се клиентот. Така да не биде за процесот, нели, зависи колку сте вие во твоето студио? Во моментов сме 3 архитектки, 3 колешки. Да, така да. И пример, тие што работат во твоето студио имаат некоја независност да проектираат или се под твоја дирекција на правецот, како ќе се движи за да се задржи некој стил? Во принцип се договараме, нели, зависи од искуството на тој што работи, тој што има повеќе искуство, зашто да не, нели, да може да работи и сам, нели, се договараме, принцип ова е добро, овака тераме, пробуваме, ако е добро е. Така да, мислам, мене ме радува да работам со, нели, како што можеш да се радуваш кога со клиентот ќе се кликнеш, ќе се разбереш, нели, истото и кога работиш проект. Многу е важно, нели, да се погодиш во однос на, нели, кој ќе кажеш ова е бело и сега истото бело, сите мислиме на истото бело, нели, не мислиш на потамно или на посветло бело, така да мислам дека тоа клучно е за тоа и конкурсиве кои ги зборуваме, мене ми се стварно така убав спомен затоа што сме биле собрани луѓе кои што, нели, тие се непрофитни, нели, мачни, тешки, напорни, меѓутоа секогаш важно било дека проектите што сме ги давале, независно дали биле наградени или не, ние имаме еден куп ненаградени конкурси, меѓутоа сме биле задоволни од исходот. Нели, истото треба да биде и со проектите, нели, бар кој ќе добиеш проект на крај, уште дај Боже да се изгради тоа, да бидеш архитектот да биде задоволен, на обавезно и клиентот, нели, да му се допаѓа и да свати дека тоа што се работи е убаво и зошто е тоа убаво, не е само убаво, нели, е функционално, економично, еколошко, одржливо, нели, се. Што значи еколошко во интериерите? Во интериерите, добро, во интериерите дискутабилно. Во однос на објект, мислам дека веќе е особено важно да биде, нели, се одржлив, можеби не одржлив, меѓутоа да штеди енергија, ако ништо друго, нели, да има добра изолација, да има можеби некакви внатрешни системи кои ќе му заштедат струја, нели, да не емитира многу CO2, пошто, нели, се тоа е исто така важно. До каде сме со тоа прашање? Па не знам, мислам дека слабо стоиме.
Генерално слабости, не користиме термини, нешто пробуваме, ама мислам дека... Да, на Кој ще е страна, greenwashing? на страна Да, веќе, да. на страна, као што имаме нели ние се елаборат ППЗ, Да, има и енергетска за тоа, ефикасност, на страна веќе има елаборати и проекти за CO2 емисии и се зависи од држава до држава. Ние баш Регулатива работиме нема кај нас. нешто. Например, Франција и Англија имаат различна регулатива, бидејќи има CO2 емисии на три аспекти. Има CO2 емисии на самите материјали, CO2 емисии на процесот на градба и CO2 емисии на објектот веќе кој ќе биде во функција. И веќе така, има ако има регулатива, ќе ограничувања, мораш, да. да, ние бевме шокирани. Франција нешто имавме еден проект. Горната зона беше најгорниот кат беше челична конструкција. И као беа чекајте малце, не може толку челична конструкција да имате затоа што толку челик има ваква и ваква CO2 емисија и не може да идете со толку челик. И ние бевме као вау, ова прв пат јас го гледам дека има ваква некоја регулатива, дека не смеш ти толку материјали вакви да искористиш затоа што објектот ти има. Па има и во однос на... Не разговаравме со еден архитект на Share Architects, баш се отвори темата што значи нели да биде одржлива една архитектура и всушност нели не се само материјалите, не е само изолацијата, не е само има многу повеќе аспекти и всушност свативме дека е европската регулатива таа што нели држи некаква контрола веројатно како и ова и која што одобрува одредени фондови и кредитира објекти што се одржливи. Да, и И површината дека на ако не ти прозорците одржлив колкава да објектот- биде, може да влијае на енергетската ефикасност, нели? да, Не е само Дефинитивно. Да. И дека ако не ти одржлив објектот, нели ќе нема да ги добиеш средствата, нема да го добиеш сертификатот што ти е потребен за Да. некаква дозвола. Така да, нели, ако има регулатива, ќе има, јас мислам, и за реализација. Додека нема регулатива, тоа е све на, нели, на база на добро. Ке нас се Доброволност. сведува, ке нас се сведува само на ладење и грење да биде и Да, да биде затоа добро што влијае изолирано, ама финансиски на- затоа што Да, да. влијае. И соларните панели стануваат актуелни веќе доста. Да, Мали но тоа е тие лично од долгороч- инвеститорите. Да, не пошто и тоа е инвестиција, Не е повторно. наметнато од државата или од градот или од општината, туку Регулативата, се нема регулативата. регулатива. Единствена регулатива е тоа нели со зеленилото што се стави 15, не знам, да има во самата парцела, меѓутоа и ама тоа многу тоа е лажираат. толку е проформа. Да, што е дури претажно, мислам. Баш. Или Фарса е целата Лажа. таа е баш Многу е. е тажно. Ако си сече дрво да се засади на друго место или не знам некои такви работи што Тоа нема. баш ка немаме заштита за сечење, дека во проект Да. не прикажуваш таква документација. Да, па нема регулативи доволно и затоа е така како што е, да има. Ние пак е веќе се навратам на почеток на проектирање, ти даваат листа на кои дрва ти се заштитени во локацијата. Они имаат направено веќе евиденција на твојата нас. локација. Нека. Не. И нека излачи во Франција. според. Да. Па и во цела Европа, да, да, они ова имаат баш во архива конкретниот од- проект имавме Да. листа на овие дрва, овие ова и ова. Ова Он ќе можеш дојде- да ги сечеш. Ќе дојде Ова да не смеш провери да дали сечеш, си го да. исекол, Да. така кај Ма нас не си го си исечеш стои и... уште во геодетскиот елаборат стои со Да. бројки, стои дека ова дрво е заштитено и не смеш и ние околу него правиш. Да. Вртиш се учиш, Да. пробуваш. Добро, многу е важна регулативата, контролата, така да... Дека тоа Да, го се немаме, например не има може ни да- некој ќе видам се тие маркетинг гарден резиденс, викам грин нешто парк. Па тоа Викам, си е кој грин, гарден, кој сам тоа се само зборови, негде Да, кажани, па а немаат никаква врска со никаква гарден, никакво. Мислам, а во овие, например, бойлери не се користат кои што користат некаква соларна енергија во некои помали згради. Па да, тоа е, затоа викам само во тој поглед кај нас, да речам, се инвестира. Да, Тоа ти користење е на вакво, сончева топлотни енергија. пумпи или геотермални пумпи и навистина се доста ефикасни. Топлотна пумпа каде заштедува, намалува сметка, помали емисии има навистина и али тоа е само поради аспектот бидејќи е поекономично и инвеститорот, за инвеститорот е подобро.
Ама пак е ова еден од тие аспекти што реков преска дека пополека се јавуваат некои инвеститори. На доста објекти што ги работиме, инвеститорот ја вметнува тоа во самата цена. И сега луѓе не разбираат што значи ти да имаш стан со топлотна пумпа и систем на таков систем на ладење и грење, затоа што како да речам по апартман таа цена може да достигне само за тој систем од 12 до 15.000 евра. Значи некој инвеститор дал дополнителни 15.000 евра за да имаш ти таков систем, што понатаму ќе значи дека ти ќе имаш, не знам, на 100 имаме случај клиент со 250 квадрати стан има сметка за струја, за струја само затоа што водата е топлотната пумпа работи на струја, сметката за струја му е 9.000 денари за 250 квадрати. Значи он има ладење, грење, топла вода, санитарна, сето тоа му е покриено со 9.000 денари 250 квадрати. Инвестицијата е голема на почеток, али после е исплатлива. Мислам, ако се вратиме за загадениот воздух, ако зградите ние ги гледаме како автомобили, како машини, кои што они функционираат, они трошат, они емитираат, и ако размислуваме дека тоа се вклучени или при самото градење, може значително да влијае и на загадувањето на воздухот. Трпезариската маса и столица Родос од српскиот бренд за мебел Радовик се нашиот избор од салонот за мебел Форма Нова. Тие се изработени од дрво. Масата се отвора и затвора и се претвара од совршен круг во елипса, како би примиле повеќе гости. Масата е поставена на интересно дрвено постолје со повеќе дрвени столбови. Ваквиот дизајн ја прави целата композиција топла и пријатна за вашиот совршен дом. Транспарентните прегради Импров од Оска Хоум се дрвени, рачно изработени, подвижни прегради кои што можат да го трансформираат вашиот простор на повеќе начини. Со помош на овој лесно подвижен параван можете да го поделите просторот, на пример, доколку имате работен дел во кој што сакате да имате мала приватност. Изработен е од високо квалитетно дрво и е перфориран во геометриски форми со цел провидност низ истиот. Така. Сите се грина, уствари, не се баш. Кај нас нема ништо грин. Мислам пробуваме. Грей гарден да го речем. Не, па тоа нема маркетиншки. Никола, како е вашиот процес на проектирање? Вие колку сте сега рече 10? Да, со семен. И како ти ја доверуваш работата на луѓето кои што работат во твојот тим? Како изгледа тоа? Па уште се мачиме Како околу тоа да го стандардизираме некако процесот да ни биде полесно во фирма. Јас сакам да верувам дека има некоја слобода, ама да бидам искрен, пак сите работи поминуваат низ мои прсти. Така да и мислам дека тоа не е добро. Мислам, ама тоа е нешто што го учиш со тек на време, тоа е дел од бизнисот на некој начин, затоа што јас сум учел да бидам архитект, а не да водам бизнис и сега ова ми е сосема нешто ново, знаеш, веќе и сме повеќе луѓе, трошоци, пополека, прв пат почнувам да работам, треба да направиме систематизација на фирма, треба да има project менеджер, треба да има кој ќе ги надгледува проектите, знаеш, кој за што е одговорен, колку време се троши на еден проект, за да сето тоа на крај да биде исплатливо. Сепак е бизнис на крајот на денот, така да пополека се учиме како да го правиме тоа. Како да не си главен. Да, како да не сум главен, да. Али процесот не знам во последно време. Како да си главен, ама да не те мразат. Ама да не си главен. Не, мене тоа како прен ми е највише како јас малце да имам послободно време, затоа што премногу веќе како имаш нов човек, 20-30% од работата пак е тебе и пак е тебе и после некое време навистина не постигнуваш. И тоа може и да се одрази на квалитетот и на проектите и сето тоа, затоа мора
да се направи некоја, да речам, хиерархија и начин и принципи на работа во самата фирма. Тоа си се struggles што секој си го има внатре вајда во секој бизнис. Ама за нас мислам, не е веќе ново, подолго време веќе се случува, но тоа се работи што никогаш не сум ги размислувал, со кои ќе се соочам, а еве се соочам. Да, недостасува таа едукација од project management и водење бизнис за архитекти. Апсолутно сме. Ја прв пат фактура не знам што е, мислам кога почнав кога основав мојата компанија, така што учиш работи се адхок, се мораш да работиш. се Баш, да, баш кај нас нема никаков, нема ништо by the book. Значи, јас сум гледал курс менеджмент на архитектонско студио. Благе везе нема со што е проектантско биро во Скопје, што е проектантско биро на страна. Тотално не е апликативно. Прилагодување, тоа исто. Да, која е за Елена и за бюро 60Б објект или проект кој што ќе биде проектот со ништото во Скопје? Во иднина? Во наредните 5 години. Уф, добре. Па не знам многу од... Ништо шептан мера ќе ти направи, си речеш, го направив ова, сега што да се деси јас... Цело време работава не се врти околу стамбени згради, куќи, станови, нели, многу малку, реално, бар, не знам, бар. Јас сум имала многу малку допир со општествени. Па ниту се градат туку така. Па да, затоа и веројатно, не знам, така да мене многу би ме радувала, не знам, една градинка, така да се изгради. Па не знам, градинки неколку Пази што се кажува тука може вистина да стане. Па добро, дај Боже, што супер градинка е баш, градинка и школа се баш така да речам весели објекти, нели не е болница. Ете на конкурсот во аеродром, нели? Па вие добивте прво место, ние бевме трета, ние сме далеку од реализација. Не, второ. Ди второ беште? Да. Добро. А дали влијае тоа што ете имаш дете или деца? Деца, да. Деца... Па и влијае и не влијае, пошто јас и претходно имав работа на еден конкурс градинка, работевме за Хрватска. Сега работевме конкурс минатата година за аеродром, или имаше 2 конкурса, ами претходно ке пенези чужогина работев една градинка во Риека. Така да, мислам, таа не е, објектот не е преголем, не е, сори добро, зависи од капацитетот, може да биде голем, ама сакам да кажам е нешто што е некако така. Може приватна градинка ќе биде? Па може да ти биде, ќе бидеш инвеститор? нели, да, може па. Да. Има Идеалната Има недостаток на игротеки во Скопје. Sky is the limit, да. Така Многу да. интересна градинките, зашто се као скел. Па затоа викам да, ама секогаш секогаш нели има некоја така весела позадина сето тоа, пошто треба да е забавно, нели, децата се вртат на игра, така да не знам. Затоа викам градинка и школа ми се баш така нешто што со задоволство би го работала. Деловни простористи така не сум работала, тоа исто било фино. Малце да се тргнеме од резиденцијална. За досаденија баш Па не, нема врска, окей, мислам, задоволна сум и со тоа, ама нели некако премногу го има тоа и затоа и конкурсиве не се интересни, затоа што работиме ретки проекти што веројатно нели нема да имаме ни шанси никогаш да ги сработиме, затоа не се интересни конкурсиве, нели се библиотеки, аеродроми, тоа не знам кај нас. Не, странство, здравје Боже. Никола? Па, мислам, јас имам начин да си направам да ми е интересен секој проект, без разлика дали е малецко интериерче или голема и стамбени згради. Со време гледаме да ги туркаме лимитите, да речам, и да си го правиме нешто да биде повозбудливо и поинтересно и поквалитетно, и со време пробуваме нешто подобро и подобро, али ако би замислувал што би сакал да проектирам, јас како што кажав преска, тоа имам и магистрирано општествени концертни сали, би било предизвик опера или филхармонија да проектирам. Доста посериозно, да.
Тоа е доста амбициозно, има многу стандарди. Да, и многу ги и баш и магистерската која беше многу А за работи каде ти беше поминувавме. магистерската, за која локација? Магистерската ми беше за Во Софија тоа беше магистерска. Не, во Софија го работев, мислам, на факултет, но локацијата ми беше Њујорк. Беше нов кампус, нов Theater City во Њујорк, затоа што концептот беше Бродвеј веќе е презаситен и многу е малецок, мора да се најде нова локација. И уствари таа локација е сега каде што се овие на Хайлайн, крајот на Хайлайн, што е сега што ги направија сите од Томас Хедервик, сега што е еден од најголемите проекти што го направија, таа беше точно таа локација. Беше магистерската и беше комплекс на театар, филхармонија, беа 5 објекти во еден комплекс. Така да, јако би било филхармонија или театар, а исто и у последно време, цело време се фасцинирам од аеродроми и комплексност на аеродром да проектираш. Да, аеродром е доста комплексно. Да. На изградија кај Кој е најкомплексниот аеродром на кој што се Па сега у Париз имаше, ми е конкурс? драго што бевме, имаше изложба на Норман Фостер, сите животни дела му беа. Има Норман Фостер, во 10 Помпиду- аеродроми колку има Во направено. Помпиду беше цела изложба со макети, возила, сето тоа. И баш ги имаше он нели милион аеродроми Да, на да, работа, поише од но? 10 се мислам. И Мексико Сити е еден од многу комплексен, Хонг Конг е доста комплексен, сега има некои 2-3 Пекинг нови беше аеродроми, исто да, добар, што прават цели острови сето тоа, али Баш ми возбудливо. звучи, ја никад не би рекла аеродром, онака ми звучи баш на бојс идеја, пошто Добра, Не, аеродром е доста шематски. Кога ќе размислиш, да, премногу функционални Да, работи мораш, има. значи, нема Функцијата мрдање е внатре, најкомплексното тоа е, да. нешто што треба да го решиш и баш имаме, мислам, во сум Загреб аеродромот, не знам дали Загреб, се- да, Многу е убава конструкцијата, така лесна, дека е преубав е аеродромот во Загреб и баш сега скоро бев и многу интересна е приказната за аеродромот во Загреб, дека аеродромот во Загреб го имаат направено 4 студија или 3 студија заедно, меѓу кои едни се професори од факултет, значи не е градежен институт, професори од факултет и проектантско едно биро, колаборација меѓу 3 студија и го работат Јас работев на аеродромот. конкурсот за аеродромот. Пенис и чируги не беа поканети, беше 2008 бев тогаш и тогаш беше конкурсот, има покането. Интересна е приказната, ама таму имаше некои многу заврзлани. Добро, сигурно, како Не, и ама секаде. имаше покането 10 интернационални студија, меѓу кои Шигеру Бан, Заха Хадид, Казуо Седжима, не знам, Норман Фостер, не се сеќавам, 10, значи топ студија и 10 Локални. хрватски. Меѓу кои беа и Пенезе Чиругина, мислам тогаш, не знам дали беше Нирич, Ги победи Хрват. Победи Хрватско. Па оваа колаборација не се Не едно знам студио, што туку се се случи, мене и да. тоа ми се свија. Шигеру Бан беше втор, мислам, Заха Хадид дали беа трети, не знам, беше така малку чудно, ама нема врска, беше сериозен, беше повикан конкурс, нели не беше отворен, туку беше со покана. Да. И секој добиваше некоја надокнада. Така да ние го работевме конкурсот, јас работев тогаш баш Пенза Чиругина, беше супер искуство, ама е доста шематски, са нели пак имаш ти некаков, ја новиот устари сватев дека не сум била, не сум летала за Загреб од тогаш изгледа. И не знам каков е. Проектот не беше лош, ама се некако во споредба со другиве. Многу е комплексно, навистина е комплексно. Комплексно, Од затоа што конструктивна имаш гледна шими, точка, од функционална движењето, гледна да, точка мораш да и биде многу е брзо, јако, кратко. вака од сега технички, јако е дека треба многу компании да бидат вклучени во тоа. Ние кај нас немаме такво искуство, мислам немаме такви објекти кај што ти имаш студија што работат само анализа на фасада, тоест структура, статика, само фасада, значи они не работат целиот, туку само елементите од фасадата ја работат. Исто е и за Загреб аеродромот. Целата конструкција едно студио ја работи како Аруп што работат, нели? Прават само кровната конструкција, едно студио ја работи.
Другите работат анализа, функција на аеродромот, сето тоа. Така да многу аспекти има, многу оддели, има многу луѓе се вклучени. Затоа ми се допаѓа прекомплексно, навистина е голем предизвик за ова. Спомна параметрички дизајн. Дали си го имаш до сега искористено, пошто параметрички дизајн може во комбинација со структура да се користи, во смисол самата конструкција нели е веќе дизајн, како и баш аеродромов што нели е. Да. Дали си направил веќе нешто такво, мислам, реализирано? Па во конструктивно гледано не, но фасадно да, не баш во моментов Нана што е продавница за облека наша локална. Тој ќе се изведен Во проект? тој е изведен, Стварно? веќе уште еден дел остана, направивме Во Штипе тоа. во Штип им е изложбениот салон и целата фасада е параметрички патерн што го извадивме од чипка и сега целата фасада е затворена и навистина е тенував објекта. И внатрешно е застаклена целосно, но има second skin, има целиот објект и отворите се во зависност од нели патернот што го извадивме. И целата фасада е завршена, само уште влезниот портал не е останат. Така да во интериери го имаме порано работено поише. Работавте нешто. Како? Со Ирина Тошева. Да, тоа Тоа имаше беше некоја колаборација за вакво, за една модна ревија со Ирина Тошева правевме. Нешто имаше некои параметрички елементи, но во архитектура ние кога ќе кажеме параметричка архитектура секогаш се замислува нели фасада изглед, но баш тој момент што го спомна, моментот е многу полесно да ти ја симплифицира, не знам, работата. Покривот е со помош на параметричка архитектура е сведен на неколку елементи и после И целиот прелесни е, елементи, тежината но е да ги- разделена на... Да, но да ги унифицираш Да, ти да. токав потек, да го унифицираш, да речам, на 3-4 елементи само, тоа е многу лесно е за производство, лесно е за Да, монтажа, да. понатаму носи многу работи. Мене твојата фасада ми се допаѓа многу на хотелот Тимс, затоа што е многу некако школска и така европска, не знам, многу е чиста, женска да речам. Не знам, јас не Бела. да си ги гледам проективе на луѓето, нека гледам ова е женско, го право ова машко. Има некоја женска енергија, не знам како да кажам. И многу ми се свија мрежата зашто така е баш малку одделена од ѕидот, па и светлото се гледа, па тука се гледа дека си ги мислела работите. Па тоа е реконструкција, фактички средниот дел, нели кога реконструираш нешто имаш, нешто треба да задржиш, нешто не сакаш да задржиш, па пробуваш нели како да го направиш да биде полесно. Објектот постои од 90 и некоја година изграден и средниот дел беше заоблен или имаше тераси. Меѓутоа, са историјата на зградата дека беа станови, па после тоа беше хотел, па после хотелот се подели внатрешно, па нели имаше потреба и сега терасите се затворија, меѓутоа тој заоблениот дел беше многу тешко да го нели со цврста градба да го затвориш, фактички не можеш внатре да добиеш ништо корисно. Па на крај ова беше да речам фино техничко решение и фино естетско решение. Така да некако мислам дека беше само проблем да се нели тоа да се одобри за изведба, затоа што тој материјал кај нас за жал се уште не Таа е мрежата? материјал, да, не се користи. Ја донесовте од него, ја нема кај нас. Ја има, меѓутоа не се користи често Да, и многу е нели убава, примената убава е, да, тие мислам постојат како материјали нели ги користат и на Да. катни гаражи, на затварање на Да. различни видови објекти. Тоа кај нас ретко се користи и беше проблем са нели и вградувањето и сето тоа. Меѓутоа како изглед е Совршено. Јас не знам мрежа каде да можам ставам, сме ставеле на огради, на плакари, На плафони. на плафони, да, пошто е ефектот стварно убав, поготово светло кога се стави внатре, има транспарентна, има сенки. Така да јас го сакам тој материјал, само нели има каде можеш и каде не можеш. Така да, тоа, фала ти за комплиментите. Фино е, фино е.
Добро, тука би завршувале полека, ете помина сад. Браво. Не беше страшно. Ние дека не сме се виделе одамна и они дојдоа. Ја на вакви теми можам до сабајле да збориме, не е проблем. Да, за Уште едно крај. да закажеме уште едно и Марија да дојде. Втор дел. Се видиме. Да, следната сезона. Благодарам. Се гледаме во некоја наредна прилика. Да си да раскажеме. Се надевам јас. И тоа е тоа. Фала ти те на толку. поканата, да.